И еве сме некаде пред крајот на првиот час од Македонија наутро, меѓутоа резервиран ни е за првото гостување во студио. Утрово го отвараме прашањето за достапноста на ветеринарните услуги во главниот град. Колку домашните посети се достапни и дали тоа за собствениците значи луксус, меѓутоа секако и за итните случаеви за дежурните амбуланти. Колку Скопје има реална потреба од тоа, меѓутоа освен овие клучни прашања за ситуации кои значат живот, ќе го прашаме нашиот гостин, ветеринарот Воислав Димитровски за овој преоден период од годината, со какви предизвици се соочуваат милениците, но и собствениците исто така мораме да ги споменаме. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата и се надевам имате многу убава тема која што ќе разговараме денес и сметам дека ќе дадем убава информација на вашите гледачи. Важна тема и за секаде во Македонија, меѓутоа ева конкретно со вас зборуваме за главниот град со оглед на вашето искуство. Каква е состојбата со дежурните амбуланти, меѓутоа можеби и треба разговоров да го почнеме кога собственикот треба да знае и да е свесен дека ситуацијата е поитна од вообичаено и да побара помош. Да. Секој собственик си го знае својот смиленик во секој случај и одговорните собственици знаат дека треба да се реагира при првите симптоми и знаци. Доста често како ветеринар од пракса, можам да кажам дека собствениците прво на своја рака пробуваат нешто да направат или ден-два, ајде ќе му помине и така натаму. И веќе кога ќе дојдат кај нас во амбуланта, знае да е проблемот веќе во понапредна фаза, па да речеме да лекуваме, а сме можеле малци да превенираме, па да биде многу полесна состојбата со миленикот. Во секој случај има собственици кои што си ги знаат хроничните проблеми на милениците и во таков случај знаат горе-доле кои се генералните медикаменти кои што ги даваат како прва помош и во тоа е и за поздравување, но во секој случај треба да се консултираат и со матичниот ветеринар дали ова да го направам, дали личи на тоа што постојано се јавува кај миленикот како хронифицирана форма и така натаму. Во однос на да речеме домашната посета, дали има можност за домашна посета, некои од ветеринарните амбуланти ја нудат таа услуга, вклучително и нашата ветеринарна амбуланта го нуди тоа, имаме и возило специализирано за таа намена, но во секој случај гледаме да посетата не биде лекување, ако има потреба од лекување, зборуваме, нели, на лице место, туку да се земе миленикот, да се донесе во ветеринарната амбуланта каде што ги има сите услови за тоа тој миленик правилно да му се приоди кон проблемот, отколку да има не со сите услови преглед на локација, па потоа тука натаму да треба повторно да се носи во ветеринарна амбуланта ако е нешто посложено. Во однос на системите за, односно третманот за превенција, кој што се надворешни, внатрешни паразити, ева само иземање крв превентивно и така натаму, тоа може да се направи на локација и некои од собствениците избираат тоа да биде направено најверојатно за да си го заштитат и своето сопствено време, а доста често заради тоа што сметаат дека нивниот миленик е доста стресиран кога ќе излезе од неговата, да речеме, средина каде што се чувствува комотно, во средина во ветеринарна амбуланта каде што во секој случај може да почувствува определена вознемиреност. Сега колкава е реалната потреба за Скопје од поголема достапност на теренските дежурни екипи, особено во текот на ноќта, а и за неработни денови или празници, кога можеби не е рутински преглед или интервенција, туку навистина тоа се моменти кога миленикот е во живото загрозувачка состојба. Да. Доста често, буквално секоја вечер ни звонат телефоните и претпоставам дека така и кај повеќето колеги во рамките на градот. Јас можам да кажам дека за нашите клиенти сме достапни. За во таква состојба ситуација да не побараат и генерално знаеме или тие сами знаат кога навистина е времето да мора да се побара помош во тој временски период. Треба граѓаните да знаат дека не за секое кашлање, кивање или да речеме повраќање на храна или диареја, дека треба во 2 часот одма да се изреагира. Зашто? Затоа што во Скопје се уште нема таква служба која што правилно ќе бидат адресирани животните
и примен повикот и примен пациентот, би требало ветеринарот да стане од дома од спиење, треба да дојде да го стабилизира животното, да го третира и така натаму, а треба да знаете дека тој ветеринар или тој човек треба следниот ден да продолжи уште една смена на работното место и навистина ако тоа не е живото загрозувачко, навистина треба да малце да бидат поштедливи во однос на ветеринарите, со дека не се воспостави ваква да речеме служба која што би можело да реагира навечер кога имаат потреба граѓаните. Треба да знаеме дека секаде во светот тоа е повисоко платено и кога ќе се побара таква помош треба да бидат спремни сопствениците дека таа помош треба да се плати со поголеми тарифи, затоа што и дневницата е поголема од страна на правниот субјект ветеринарното друштво према ветеринарот кој што ја врши таа интервенција. Ние на оваа тема сме разговарале и со наши колеги од Белград, и со наши колеги од Софија, и со наши колеги од Загреб. И има различни искуства со тоа што повеќето од нив, освен ако не е групација од 30 и нешто вработени внатре во едно ветеринарно друштво, почнале со овој систем и виделе дека тоа не може да не е одржливо, не може да го функционираат. И од оваа гледна точка на финансиска исплатливост, точно заради тоа што граѓанинот смета дека тоа треба да оди по реална, редовна цена. Во секој случај, повеќе ветеринарни амбуланти во рамките на градот Скопје разговараме на оваа тема, да направиме систем на ротација, кој што ќе биде јавно објавен, така размислуваме, во таа насока разговараме, со цел да секој еден граѓанин да може да се информира кој ден од неделата, кое ветеринарно друштво може да му се јави да речеме и во текот на ноќта и да ја добие барем првата помош и првата услуга и да треба знаат граѓаните дека тоа нема да биде дека они сега веднаш ќе се влезе во операција, дека ги чека тимот не знам колку луѓе и така натаму. Значи таа служба најверојатно ќе биде во насока на стабилизација на пациентот, до очекување на првата слободна смена која што навистина ќе постапи во правилна насока за пациентот. Според иницијативата се покажува дека навистина има потреба од функционален систем кој што би функционирал 24/7 и колку досега било проблем што во моментов еве нема достапна таква услуга. Да, мора да ви кажам дека сабота и недела има ветеринарни клиники кои што работат или ветеринарни амбуланти. Нашата е една од тие ветеринарни амбуланти кои што и сабота и недела нудиме определено работно време, една смена за нашите клиенти. Има и други такви ветеринарни друштва кои што работат во таа насока, а во однос на ноќно време, да, сме имале многу сериозни пациенти, сме излегувале и на терен да ги земеме и да направиме животоспасувачки интервенции. Но верувајте дека навистина потоа треба определено време за самиот ветеринар да се стабилизира и да влезе во редовниот циклус на работен однос. Сега верувам дека навистина имате често такви ситуации кога не е толку загрижувачка состојбата на милиникот, меѓутоа собствениците знаат да испаничат. Совет до гледачите кои што имаат милиници, што треба да поседуваат дома како прва помош со цел и да не е толку опасна состојбата, да може да помогнат, да пружат помош и секако да му помогнат на својот милетик. Многу сте во право за ова. Собствениците на животни ги сметаат кучињата или мачките или домашните миленици како дел од семејството и така треба да биде. И доста често знаат и за многу основни работи да звонат касно во ноќта и тоа навистина некогаш па може да дојде до состојба каде што некој навистина му треба помош, а ветеринарот едноставно да рече, значи сонот ми е важен во моментот, треба навистина да одморам и да не го прими повикот. И затоа навистина собствениците нека се воздржат при основните симптоми, нека не звонат за да се знае дека навистина ако некој зазвони во таков временски период, дека навистина има потреба да биде интервенирано. Другиот дел од прашањето ви беше за прва помош што би требало да ја поседуваат во своите домови со цел да помогнат, меѓутоа и еве да дадеме совет во кои ситуации може да се помогне. Точно заради тоа земавме еден најосновен кит, да речеме, сега не знам која камера ќе го фати, за прва помош за кај луѓето. И ваков кит би требало секој да се има во автомобилот, би требало да се има во викендица и би требало да има доколку оди на некој преход, спатување, преку планина, подолго време пешачење и така натаму, или ако идат повеќе кучиња, барем еден од нив да го има. Во секој случај, придружено со ова би требало да има барем хидроген, јод, активен јаглен и од тука натаму веќе првата помош ќе ни биде заокружена.
И во секој случај сега веќе влегуваме во пролетниот период, ајде уште малку, уште некое време, ќе почнеме да одиме во природа, ќе одиме во прошетки. Треба да се знае дека ако има некаква потреба од помош, може да се контактира матичниот ветеринар, ама треба да се отиде кај првиот слободен ветеринар во однос на најбрзо време на стигање. Матичниот ветеринар може да ве води во процесот додека стигнете до првата ветеринарна служба од планината до првото населено место. Го спомнавте природниот период кој што ние веќе почнат веројатно, така што според вашето искуство, што носи крајот на февруари, почетокот на март, повеќе ќе се однесува прашање на собствениците и нивната одговорност, што треба да направат, дали има потреба од рутински контроли за заштита од паразити и се останато што го исполнува вашиот обет на работа. Да, веќе ни завршија славите, прославите и така натаму, тогаш имавме голем проблем со гастроинтестиналните проблеми, нели, со животните, затоа што секи ги почастиме нешто милениците и повеќе сме ние дома, повеќе и тие јадат, гледаме дека веќе се така поздебеленки, треба малку да внимаваме на храната. Треба водно да се посетува. Треба да се посетува, почна денеска е убав сончев ден, па да почнеме со тие активности. Во секој случај болви крлежи задолжително целогодишно, ама сега ќе почне и сезоната каде што тие и поактивни ќе бидат. Па еве препорачуваме дека веќе е периодот каде што треба да си ги третираме животните за надворешни паразити. За внатрешни паразити целогодишно, значи секои 2 месеци, тоа е единствено нешто кое што го правиме и за нас и за миленикот, така што би препорачал да, ако не е тоа редовно направено, дека е сега времето да се направи. Воислав, од она што го слушате како коментар или загриженост кај собствениците, колку дел од работите се митови на некој начин? Дали суфнусот на миленикот доколку има температура или нема температура, верувам дека имате многу вакви, па чисто ете како совет, оние основни работи кои што веројатно треба да ги знаат собствениците. Во каква ситуација не треба да паничат и еве она што споменавте да се остави простор за навистина итните случаи, кога треба навистина да се јават кај дежурен ветеринар во текот на ноќта? Да. Како што споменавме на почетокот на нашиот разговор, секој собственик си го знае миленикот. Во секој случај сувиот нос сам по себе не значи дека е намалена температурата, не значи дека животното е болно и така натаму, тоа може да излегло надвор, да потрчало малку повеќе, носот да се исушил, да седело до греалка дома исто така да се исуши. Исто така и ладните уши не значат или топлите врелите уши не значат дека животното има намалена или зголемена температура. Во секој случај температурата се мери на еден начин кај животните и тогаш ќе знаеме навистина дали е зголемена или не е зголемена, но во секој случај тие работи се и индикатор, но не е тоа дека треба веднаш да алармираме доколку е нели надвор од работното време, апсолутно нема никаков проблем. Ако кучето има некаква болка, може еве секој на своја рака да даде аналгин, ништо лошо не може да направи на животното и да почека до отварањето на ветеринарната амбуланта. Ноќно време кажавме животозагрозувачки состојби, например кучето има екстремна болка, повреда, крварење по некаква причина и така натаму. Во таков случај навистина би требало да се јават. Пред да го заокружиме разговорот, ќе ве прашам во последен период што покажува вашата работа, дали често имате пациенти кои што се затруени од шетање надвор, кога нешто ќе изедат од улица? Па слушнавме сега во неколку градови дека има таква појава. Тоа навистина е многу сурово, многу нехумано и е кривично дело, треба да им кажеме на луѓето кои што воопшто помислуваат во таа насока да направат нешто. Второ, треба да кажеме дека тоа како што е акутно може да го спречи или да го запре животот на едно животно, така акутно може да тоа го направи и на некое дете кое што можеби ќе дојде во контакт со тој причинител. И мора да кажеме дека најчесто таргет е некој определено животно кое што можеби на некаков начин нанело штета на некој човек и тој сега сака да врати нели кон животното или тоа животно веќе да не му пречи во неговото секојдневно функционирање. Но најчесто не настрадува тоа животно, настрадуваат многу други животни. Имавме сега случаи со диви птици кои што се автохтони, кои што се загрозен вид, кои што точно вторично најверојатно имаат настрадано од отрови. Се претпоставува дека се трупови на животни кои што се отруени, а мршајадите имаат конзумирано од
таа мрша, да речеме, тоа е мршојата, нели е. И најчесто таквите дивите птици се затруваат по вторичен начин, преку труп кој што веќе е затруен. Затоа треба да бидеме многу одговорни граѓани и такво нешто воопшто да не го правиме, но треба да адресираме дека и општините треба малце повеќе агресивно не во насока на агресивен третман кон животните, туку навистина со повеќе средства, со повеќе вложеност, со поголеми ресурси да атакуваат кон намалување на уличната популација на кучињата, затоа што кога ќе нема толку многу кучиња на улицата, на хуман начин кога ќе бидат третирани, во таков случај можноста да се случат и работи ќе бидат многу помали. Благодарам многу за денешниот разговор. Верувам дека информациите и советите ќе бидат добре дојдени. Ви благодарам многу на поканата. Се надевам бевме информативни. Тука го заокружуваме нашиот прв разговор за утрово. Секако во блокот по 8 часот ни следуваат уште многу содржини и гостувања. Пред да ги проследите и првите вести во 8 часот, да слушнеме и македонска музика.